Ета, видовме како изгледа забавата на едно вакво случување како Лесковачката роштилијада, а ние од таква една кулинарска забава одиме на сосема поинаква. Забавата е загарантирана кога се дружиме со Дејан Христовски Дени. Добро утро за мојот гостин. Добро утро за сите гледачи на Стил телевизија и секако до вас во студиото, посебно до тебе, Јована. Еден од најпознатите кулинари, особено кога станува збор за телевизискиот формат, кој што ми најави чудесен празничен појадок, гледаме нешто навистина чудесно во нашето студио. Да, празничен десерт. Јас за појадок, еве, можев да пробам нешто од твоите чудеси, но одиме со ред ден. Кажи ми што е планот за денес, прво да го представиме ова. Многу е убав денеска планот. Да, ќе направиме наши македонски крушки како десерт. Так. Значи, единствени во вино со зачини, после тоа подпечени, многу едноставно, многу вкусно и верувам дека не постои човек што нема да се воодушеви пред се од изгледот на печената единствена крушка, а посебно од вкусот, затоа што ќе користиме многу убав домашен джем, кој секако јас го направив. Пробав и е нешто неверојатно. Од џанки сливи, така? Кој е доста кисел јак и даде убава свежина на крушката. Имаме дехидрирана кора од лимон, имаме домашен сируп од нане и секако еден зачин кој се вика махлеб, кој се користи многу на истокот и е многу специфичен и многу елегантен. Затоа и баш го сакам во десертите. Може ли да го мириснам зачинот махлеб? Да, десертите секогаш треба да бидат едноставни и свежи, бидејќи после обилниот и јак оброк, нели? Ако имаме многу јак десерт, тоа ќе не утепа. Што би кажало торта со многу крем и така натаму, нешто што вообичаено греши. Дополнително ќе не така ќе го снижи притисокот и ќе не прати на спиење, ќе не забави, нели? А кога десертот е едноставен, лесен и свеж, тогаш ни причинува вистинско задоволство и ги задоволува потребите на организмот од јаглени хидрати. Прекрасно. Махлебот мириса малку на цимет, така јас ќе кажам, ти знам дека нема се согласиш поради нијансите. Да, меѓутоа многу добро оди со циметот. Да, и така некако потсеќа, а овој сируп од нане е домашна производство на нашиот Дени и е нешто чудесно. Најсериозно. Јас нешто такво нема мириснато. Го прашав ќе ни откриеш ли како се прави, рече не. Па сега не може се. Толку за овој пат само крушите следниот пат. Многу едноставно, значи нането се бере, добро се мија, се одвојуваат само листовите, се попарува со вода, се остава 24 сати да отстои, потоа се додаваат лимонтос и конзерванс и толку. Може да се користи. Каде може да се користи, да? Може да се користи и како сок за освежување. Тоа во една ладна чаша вода како би дошол овој сируп, па може малку медче, па и лимон би било навистина прекрасно. Ќе кажете па што, ќе пиеме чај од нане, но не е исто. Дени, постапката како оди, стави винце, малку црвено вино, така? Бидејќи тука сме кратки со време. Значи најважно е прво крушките кога се обработуваат термички да се излупат. Добро. Веднаш од кога ќе се излупат, ако сакаме пример да ни остојат малце, да ги премачкаме со сок од лимон, бидејќи ќе ја заштити крушката од потемнување, од промена на нејзината боја. Така? Да. Откако ќе отстојат малце со лимоновата киселина или со лимоновиот свежо исцеден сок, ги ставаме во вино малце да издинстаат заедно со зачините. Јас овој пат земав и убаво бело македонско грозје, кое заедно ќе ги динстам и после заедно и ќе ги испечеме. Значи кога станува збор за печење на овошите. Да вклучиме, чекај само да видам дали не, тоа не е тоа, кова е тоа. Тоа е, одлично. Добро. Еве го. Значи ќе ги додадеме сега зачините. Ајде така. Колку време ти е потребно за тоа да се издинства, што би кажал ти? Па колку од 20 минути до 30 минути, бидејќи секогаш кога обработуваме овошје. Овошјето не треба да биде зрело многу. Значи треба да биде онака убаво, цврсто, јако, значи да биде здраво. Така. Бидејќи со самата термичка обработка овошјето, посебно крушките, ќе омекнат многу. Ако омекнат многу, сме го изгубиле десертот. Добиваме джем. Значи да, мораме така. Мораме многу да внимаваме кога обработуваме намирници кои се лесно обработливи термички.
Затоа, значи треба да се внимава Така. додека ова убаво издинста, додека крушката не омекне, меѓутоа не целосно, како што кажав. Ке земете една чепкалка, ќе ја проверите, треба да биде цврста. Тогаш се ставаат во тавче и се потпекуваат во рерна. Они од самата боја на виното, од самата, значи, блажина на джемот од джанки сливи. А и него го ставаш Него, да, се место заедно. шекер, место шекер. Кручката сама по себе, нели, е доволно блага. Така. Иначе 15,5% содржи јаглени хидрати, 0,4% содржи протеини, не протеини, што зборам, 0,1% содржи тие растителни масти што се. влакна, Да. И е многу здрава, посебно за срцето и за нашиот стомак, значи за нашите црева, посебно добро делува на дебелото црево и е едно овошје кое содржи најмногу пектин, дури повеќе и од јаболкото. Пектинот е онаа состојка која ги растопува нашите масноти. затоа е добра за диети. Така, најчесто употребуван пектин е пектинот од Како цитронот. мириса ова, леле, Тек почнува, да. Со многу наши пријатели кои што во кујнава нели прават некои интересни рецепти за гледачите, но вакво нешто, вакво нешто не сум почувствувала, наистина е поинако, не те фалам од посебна некоја причина. Едноставно, циметот, виното и ова се што го додаде. А кога ќе го ставиш нането? Нането ќе го ставам во чинијата, бидејќи тоа е веќе готов сируп. Прави тука. Бидејќи е готов сируп, значи најчесто употребувани зачини кога станува збор за крушката се карамфилче, цимет. Значи обично луѓето ги користат најмногу лимоновата кора и така натаму. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не можеме да направиме десерт од крушка со некои поразлични зачини. Така. Еве, јас денеска ви кажав, одбрав махлеб, одбрав дехидрирана кора од лимон, имаме джем и имаме цимет. Одлична комбинација. Махлепот е доволно нежен. Така. Всушност тоа е тоа што ме изненадува што првпат го обично го користат во десерти кои се попарени со шербет. Го ставаат во шербетот и доаѓа неговиот мирис онака до израз. Буквално така. Така, циметот го ставаме во многу мала количина затоа што е многу појак од махлепот и може да го утепа, нели, да му го земе вкусот и правилото гласи вака. Секогаш еден зачин треба да преовладува, а другите да го надополнуваат вкусот. Има многу работи. Дали ова многу јак оган? Не, таман си е. Треба да крчка, така. Така. Достапен е кај со овој махлеб? Да, во нашите големи маркети и во продавниците за здрава храна секако може да го набавите. Ако ти е потребна дрвена лажица или не се меша ова? Дрвена лажица не се, на крај само треба од самиот сируп што ќе остане. Ние треба да направиме многу убав сос. Значи не сосема, не треба да изрие сосема. Така, со кој ќе ги прелиеме крушките на крај во чинијата. Да, ќе пробаш и баш ќе ме интересира. На 200 ја вклучи ти, така? Одлично, да, таа температура ми треба и се извинувам, вентилатор со горен греач. Идеално за десерти кога спремаме од овошје. Така, ти си задолжен за промовирањето или подигањето на кулинарската култура во Македонија, со оглед на тоа дека долги години имаше и свое ТВ шоу и воопшто учествуваше на бројни надпревари, добитник си на најразлични сертификати, онаму каде што си учествувал и си победувал или пак си се здобивал со признанија. Што се случуваше во меѓувреме откако не те гледаме на ТВ екраните? Па, доста работи се случија. Најголема моја гордост е искуството кое го стекнав по сите тие надпревари, семинари, светски гала вечери и така натаму. Покрај освоените награди, сертификати и титули, знаењето е на прво место, бидејќи таму работиме со луѓе истакнати во светот на гастрономијата, од кои навистина може многу да се научи. Така. Тоа е мојата најголема гордост. Сите овие работи ги имам таму научено. И секако од многу книги и од интернет. Значи, дечки,
следете интернет, читајте книги, посетувајте семинари и надпревари за тоа што тоа е вистинско богатство. И гледате, ја сака Македонија е во друштво Секој со Дени утро, утрово. секој утро, да. И ќе научите како да си приготвите прекрасен и поинаков десерт. Така. Ти ќе учествуваш на една голема конференција за храна, која што е наречена Food Talk и ќе зборуваме за неа заедно со тебе, додека нели го тераш ова што треба да го правиш, а јас ќе се прифувам во вториот дел од студиото каде што ме очекува организаторот на Food Talk, Александар Наков, прва конференција за храна од овој тип. Добро утро. Добро утро. Како што самата напомена, станува збор за прва регионална конференција која се одржува во Македонија. Нашата компанија Color Media веќе организираше ваква конференција во Србија и во Хрватска, ова е прв пат во Македонија. Ќе се одржи на 18 септември во ресторанот Матка, Канјон Матка. И имаме една многу интересна програма. Ќе почнеме изутрина од 9 часот, сета конференција ќе трае до 19 часот навечер. Ќе имаме околу 60 панелисти, поделени во 6 панела. На тие панели ќе имаме луѓе кои што се нутриционисти во Македонија непознати, ќе имаме доктори, ќе имаме од дирекција за заштита на храна, ќе имаме реномирани 5 готвачи и последниот панел ќе бидат представени 6 држави странски, учество веќе најавија Велика Британија, Шведска, Унгарија, Хрватска, Србија, Италија. Тие ќе представат своји специфични јадења од нивните држави. Готвачите од амбасадите, да. Вие го пробивте регионот, одидовте и подалеку. Интересно е тоа што специјален гостин ќе ни биде добро познатиот Оливер Млакар, кој што пристига на 17-ти, кој што ќе има своје излагање таму, интервју посебно. Значи, едно дружење во кое што ќе може да се дегустират многу интересни работи и да се слушнат интересни работи за општо за храната, за диетите, за здравиот начин на исхрана. Јас со задоволство можам да ветам дека нашите гледачи, особено од повозрасната популација, со нетрпение верувам дека очекуваат повторно да се сретнат со некогашниот свој омилен лик, ТВ водител Оливер Млакар, па можеме и да им ветиме уште од сега нешто ексклузивно. Ние ќе објавиме на нашиот портал, значи, и ќе имаме бесплатен превоз. Значи, сите оние кои што сакат истиот ден да присуствуваат на оваа конференција, ќе им одадиме термини точни и каде ќе може да се качат во нашиот автобус, кој ќе ги однесе, кој ќе ги врати, значи, гостите. Меѓутоа, со оглед на тоа што просторот е малку тесен, не може да примеме илјадници луѓе, би сакал сите оние кои се заинтересирани за сето ова да се пријават на меловите кои ги имаме на нашиот портал ubavenizdravje.mk. Таму во текстовите во Food Talk има мелови кои што треба да се пријават, за да не настане малце поголема гужва. Затоа што просторот разбирливо е ограничен. Значи, посетете го сајтот на Убавина и здравје и одберете секцијата Food Talk, каде што ќе можете да ги добиете потребните информации, мејлови, телефони, каде да се пријавите за ваше учество, односно присуство пред на оваа голема конференција, која што има многу панели. Еден од нив е овој каде што ќе дискутираат шефовите или пак еден од нив е и Дени. Преходно направивме една анкета на нашиот портал кои готвачи сакаат да ги видат во конференцијата и избравме 5 значи готвачи, меѓу кои најмногу имаше Дени, потоа имаше Марк Де Јонг, македонецот од Белгија што го нарекувам јас. Така, бил неколку пати гости. После Владко Гненовски. Така. Никола од Камник, Оливер Унчев од ресторант во Тикве шоколадарци. Сите тие, значи, ќе имаме една дискусија, панел во кој што ќе разговарат за вие мали финеси, што ги красат големите, нели, мајстори, готвачи, а потоа ќе направиме секој од нив ќе има свое шоу од 20 на минути, дека траат другите панели, а они ќе готват. Така. Размислуваме сега, не знам дали ќе ми прифатат готвачи да направиме еден мал надпревар меѓу нив. Имам идеја до година да организираме. Така, Дени, мислам дека ти си во секое време за надпревар. Јас се радувам дека ова е првиот евент кој се случува овдека кај нас, кој навистина многу значи. Затоа што на многу нешта се обрнува внимание, меѓутоа гастрономијата е заборавена. Овој пат секоја чест за организаторите, затоа што ќе прикажат нешто што нашите соседи веќе многу одамна го прават и е многу успешно. Бидејќи со самите вакви евенти се подига нивото на свеста кај луѓето кога станува збор за гастрономија.
Секако се почитува културата, се почитува однесувањето во угостителски објекти, во гастрономијата, не само за персоналот кој работи, меѓу и за самите гости. Тоа што навистина постојат правила. Ние сме малку далеко. И ова е одлично. Јас се надевам дека тој надпревар што го спомнуваш, секако е многу добро, бидејќи е интересно. Секој ќе покаже што знае, што умее. Да видиме кој е кој. Знаеме ние кои сме и што сме и колку знаеме и колку умееме, меѓутоа поголем круг на луѓе не знаат. Миризба прекрасно се шири во нашето студио, се динстаат крушите. Кои од познатите личности ќе учествуваат во оваа конференција? Какви се други изненадувања се подготвуваат и како ќе изгледа конечно приготвените круши? Дени веќе го приготвува сервирањето, ќе дознаете по второто издание на вестите. Од тука се селиме во соседното студио. Ја поздравувам Зорица. Добро ти утро повтор пат. Добро утро и до вас и до гостите во студиото.